Ако секоја година вадите моркови со 2-3 опашки, искривени, испукани и полни со ситни коренчиња, не брзајте да ги обвините семињата. Во најголем број случаи проблемот не е во сортата, ниту во месечината, ниту во среќата. Проблемот е во земјата, во водата и во моментот кога сте решиле да сеете. Замислете ја оваа слика. Приоѓате до лејата, ја фаќате зелената лисна маса и полека го вадите морковот. Од земја излегува долг, прав, мазен и убав корен, токму како оние што ги гледаме на пазар кога велиме ова е домашно, ама како од слика. Секој градинар го сака тоа. Но реалноста често е поинаква. Наместо прав морков, од земја излегува нешто разгрането, криво, со испукана кожа и со ситни коренчиња од сите страни. Таков морков е мака и за чистење, и за рендање, и за складирање. Кај нас често ке слушнете: морковот отишол во рогови. Некој веднаш ке рече дека семето не чинело. Друг ке каже дека сортата била лоша. Трет ке спомне дека не бил погоден денот. Но од мое искуство, вистината е многу поедноставна. Рамен морков не се добива само од добра сорта. Рамен морков се добива од мека, длабока и правилно подготвена земја. И од добро избран термин за сеидба. Морковот не бара многу зборови, но бара точност. Ако сакате убав род, мора да му дадете две работи. Прво, слободен пат надолу. Второ, стабилни услови за раст. Кога почнував со градинарство, правев грешка што ја прават многумина. Си мислев: ако сакам голем морков, треба добро да го нахранам. Па ставав арско џубриво, додавав минерално џубриво, ја полнев лејата со се што мислев дека ќе помогне. А на есен вадев моркови што повеќе личеа на сплетени корени отколку на зеленчук. Подоцна сватив нешто важно. Морковот не е најмногу прашање на храна. Морковот е прашање на слобода. Тој сака лесно да оди надолу. На почетокот коренчето на морковот е тенко и нежно. Тоа тргнува вертикално во длабочина, барајки влага. Но ако на патот најде грудка глина, камче, тврд слој земја или неразложено џубриво, коренот не може да продолжи право. Тогаш почнува да бара друг пат. Се дели, се витка, се разгранува. И во тој момент правиот морков е веќе изгубен. Затоа секогаш велам дека лесната земја е поважна од скапото семе. Ако земјата е растресита, морковот оди низ неа лесно. Ако земјата е тврда, набиена и леплива, коренот се мачи и се деформира. Ова е особено важно кај нас во Северна Македонија. Во многу дворови и ниви, особено во Скопско, Пелагонија, Тиквешко и по делови од Источна Македонија, земјата може да биде тешка, глинеста и подошт да се стегне како плочка. Во таква земја, морковот ретко излегува убав без добра подготовка. За долги и прави моркови, лејата мора да се подготви длабоко. Не е доволно само да поминете со гребло од озгора. Земјата треба да биде растресена најмалку 25 до 30 сантиметри, а ако можете и подлабоко. Колку подлабоко ја омекнете, толку полесно морковот ќе не расте право. Јас сакам земјата за морков да биде како трошлива погача, да се распаѓа во рака, да не се лепи во големи грудки и да не прави кора веднаш по полевање. Ако имате тешка земја, додадете речен песок, стар компост или добро прегорено органско џубриво. Не ставајте свежо арско џубриво пред сеидба. Тоа е една од најголемите грешки кај морковот. Свежото џубриво е силно, нерамномерно и често го тера коренот да се разгранува. Освен тоа, во него има парчиња слама и грудки што му пречат на младиот корен. Ако сакате да ја нахраните земјата, направете го тоа една година порано, под претходната култура. Например под домати, пиперки, зелка или тиквички. За морков, користете само зрел компост, што веќе мириса на здрава земја, а не на свежо џубриво. Има уште една работа што многумина ја прескокнуваат. Тоа е рамната длабочина на сеидба.
Кога ќе ја подготвите лејата, немојте само да направите бразди и да фрлите семе. Ако дното на браздата е нерамно, едно семе ќе остане плитко, друго ќе падне подлабоко, трето ќе се заглави во грудка. Потоа никнувањето ќе биде нерамномерно. Некои растенија ќе трнат порано, други подоцна, а посилните ќе ги притиснат послабите. Затоа јас секогаш го набивам дното на браздата многу лесно, со рамна летва или со рачка од алат. Не силно, само колку да добијам рамно лежиште. Потоа семето легнува на иста длабочина. Идеалната длабочина за сеидба е околу 1,5 до 2 сантиметри, а на полесни земји може малку подлабоко. Ако го закопате семето премногу длабоко, никулецот нема сила да излезе. Ако го оставите премногу плитко, сонцето и ветерот брзо ќе ја исушат површината, особено кај нас, кога пролетта одеднаш знае да стане топла. Морковот е мал тест за трпението на градинарот. Ако сте оставиле камчиња, грудки и тврди слоеви, тоа ќе се види на коренот. Ако сте ја подготвиле земјата внимателно, морковот ќе ви врати со убава форма. Сега да зборуваме за времето на сеидба. Тука многумина грешат, затоа што се водат само по календарот. Во Северна Македонија, пролетта знае да биде измамлива. Во март може да има сонце и топло време, па човек веднаш сака да сее. Но потоа доаѓа студена ноќ, дожд, ветер или нагло заладување. Во пониските места, како Скопската котлина, Тиквеш, Велес или Струмичко, земјата може брзо да се загрее. Во повисоките места, како Берово, Крушево, Маврово или некои села во Пелагонија, тоа оди побавно. Морковот може да се сее рано, но ако го сеете во студена, мокра и тешка земја, не очекувајте совршена форма. Раниот морков е добар ако сакате млад морков за летна употреба. Да го извадите во јуни или јули и веднаш да го јадете. Но за долг, прав и здрав морков за чување, подобро е да почекате земјата да стане стабилно топла. Многу подобар резултат сум добивал кога главната сеидба ја правам од крајот на април до крајот на мај. Во потоплите предели, тоа може да биде порано. Во повисоките и посвежи места, може да се оди и во почетокот на јуни. Важно е земјата да не биде студена и леплива, туку топла, растресита и жива. Во јуни треба да се внимава. Кај нас летото брзо станува жешко и суво. Ако сеете во јуни во топол крај, задолжително мора да обезбедите редовна влага додека никне семето. Инаку површината ќе се исуши и нема да добиете добар склоп. Но ако имате можност за полевање, јуни може да даде одличен морков, особено за есенско вадење и зимско чување. Има уште една предност на подоцнежната сеидба. Во тој период, често се избегнува најсилниот напад на морковната мува. Овој штетник може да направи вистинска штета. Ларвите прават канали во коренот, морковот добива оштетувања, станува грд и понекогаш почнува да се разгранува. Кога морковот расте без таков стрес, шансите за мазен и здрав корен се многу поголеми. Затоа мојата стратегија е едноставна. Една мала леја сеам порано за млад летен морков. Главниот дел го сеам подоцна, кога земјата е топла и кога можам да го контролирам полевањето. Така добивам морков, што не само што изгледа подобро, туку и подобро се чува. Постои и сеидба пред зима, но тоа е за оние што сакаат ран род и прифаќаат ризик. Таквиот морков обично не е за долго чување. Освен тоа, ако зимата е променлива, со малку снег, многу дожд или силни мразови, дел од семето може да пропадне. Кај нас зимите во последниве години знаат да бидат непредвидливи, па јас ова го користам само за мал дел, не за главниот род. Да преминеме на полевањето. Ова е точка каде што многу убаво подготвени леи се расипуваат. Најчеста грешка е секој ден да се прска малку од озгора. Земјата изгледа влажна, човек мисли дека направил добро, но водата останува само во горниот слој. Морковот тогаш нема причина да оди длабоко.
Наместо долг корен, добивате пократок и подебел морков. Морковот сака длабока влага. Подобро е да полевате поретко, но темелно. Водата треба да слезе надолу, барем 20 сантиметри. Кога горниот слој малку ќе се исуши, коренот почнува да ја бара влагата во длабочина. Токму тоа го тера да се издолжува. Но тука има едно важно предупредување. Не смеете прво да ја исушите земјата како камен, па потоа да ја преплавите. Тогаш морковот често пука. Особено во јули и август, кога температурите кај нас лесно одат високо, водниот режим мора да биде стабилен. Подобро е умерено и редовно, отколку долго сушење па нагло многу вода. Ако имате можност, капка по капка е одлично решение. Ако полевате со црево или канта, полевајте полека, за водата да влезе во земјата, а не само да истече по површината. Сега доаѓаме до растојанието. Густата сеидба е непријател на убавиот морков. Семињата од морков се ситни и лесно е да се претера. Си велиме, подобро повеќе да никне, па потоа ќе проречиме. Но ако задоцните со проречување, растенијата веќе почнуваат да се туркаат. Коренчињата се допираат, се виткаат и си пречат едно на друго. Морковот не сака гужва. За убав корен, на крај треба да има растојание од околу 5 до 7 сантиметри меѓу растенијата, зависно од сортата. Ако се работи за пократок и подебел морков, оставете повеќе простор. Ако е потенка сорта, може малку помалку. Јас проречувам во 2 наврати. Првиот пат, кога растенијето ќе има вистински листови, остава мал простор меѓу никулците. Вториот пат, кога морковот веќе почнува да се оформува, го оставам конечниот распоред. Подобро е да извадите дел од растенијата навреме, отколку наесен да вадите ситни и криви моркови. Еден практичен совет. Проречувајте кога земјата е малку влажна. Така полесно се вадат вишокот растенија и помалку се оштетуваат оние што остануваат. По проречување, добро е лесно да се полее, за земјата пак да легне околу корените. Ако не сакате многу работа со проречување, користете семена лента или сами направете ленти од тенка хартија. Семето се распоредува на правилно растојание и потоа само ја положувате лентата во браздата. Ова штеди време и дава порамномерен посев. За места со тешка земја или високи подземни води, високи леи се одлично решение. Во подигната леа земјата побрзо се затоплува, полесно се цеди и коренот има повеќе простор да оди надолу. Само не заборавајте дека високите леи во македонско лето побрзо се сушат, па полевањето мора да биде добро испланирано. Сега да расчистиме неколку народни совети, што често се слушаат. Првиот е дека морковот треба да се сее само по месечина. Јас не би рекол дека месечината ќе го спаси морковот, ако земјата е тврда и полна со камчиња. Но луѓето што следат календар, често се подисциплинирани. Тие планираат, не брзаат, ја подготвуваат земјата и навреме полеваат. Значи, не е магија. Дисциплината го прави резултатот. Вториот совет е дека земјата треба да се просее како брашно. Ова е вистина. Ако имате време да го просеете горниот слој и да ги извадите камчињата, грутките и корењата од плевели, ќе добиете многу поубав морков. Тоа е напорна работа, но кај морковот се исплаќа. Третиот совет е да се сее морков покрај кромид. Ова има логика. Мирисот на кромидот може да ја збунува морковната мува, а морковот со својот мирис може да помогне против дел од штетниците на кромидот. Не е целосна заштита, но е добра природна комбинација. Кај нас, ова лесно се применува во мали градини. Еден ред морков, еден ред кромид или морков во близина на прас и лук. Четвртиот совет е дека раниот морков е секогаш крив, а подоцнежниот секогаш прав. Не е секогаш така, но има причина зошто ова често се случува. Раната сеидба,
Знае да налета на студ, набие на мокра земја и температурни промени. Подот снежната сеидба, ако има доволно вода, оди во потопла и постабилна земја. А морковот сака стабилност. На крај, се сведува на неколку едноставни правила. Прво, подгответе ја земјата длабоко. Морковот мора да има чист пат надолу. Второ, направете ја земјата лесна и растресита. Ако е тешка, додадете песок и зрел компост. Трето, никогаш не ставајте свежо арско ѓубриво пред сеидба на морков. Четврто, сејте кога земјата е доволно топла, а не само кога календарот ви вели дека е пролет. Петто, полевајте длабоко и стабилно, без големи суши и нагли преплавувања. Шесто, не дозволувајте гужва во лејата. Морковот сака простор. И запомнете ја главната мисла. Ако коренот најде на пречка, тој се дели. Ако има слободен пат, стабилна влага и мека земја, тој расте право. Кога наесен ќе дојдете со гајба или корпа и ќе почнете да ги вадите морковите, тогаш најдобро ќе видите дали сте ја подготвиле лејата како што треба. Убавиот морков не е случајност. Тој е резултат на добра подготовка, на време на сеидба и малку градинарска дисциплина. Ви посакувам оваа година морковите да ви бидат долги, мазни, здрави и такви што со гордост ќе ги покажете на секој што ќе влезе во вашата градина.